Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете дека секој понеделник во 17:10 сме со вас за да ве информираме за сите оние проблеми со кои што се соочувате во секојдневието со вашето здравје. Така ќе биде и денес. Изминатиот период некако времето е многу променливо, имаме многу високи температури, па потоа многу ниски и причина повеќе да биде зачестеноста на појава на мозочни удари. Имаше информации во медиумите од клиниката за неврологија дека навистина има зголемен број на појава на мозочни удари. Токму ова ни беше причина за да поразговараме малку на оваа тема, а додека одговорна докторка за денешната тема е професор доктор Драгана Петровска-Цветковска, која што е специјалист невролог и ни доаѓа токму од клиниката за неврологија. Ќе поразговараме за тоа, значи, што представуваат мозочните удари, кои се најчестите причинители, фактори за појава, значи, кои се симптомите, како оди потоа третманот за атеросклерозата, која што е фактор број 1 за причина за појава на мозочните удари, како и на другите, и на срцевите удари, впрочем. И се надевам дека и ќе дознаете нешто повеќе околу оваа тема и знаете дека сме контактна, отворена емисија, доколку имате некое прашање во однос на овој проблем, ќе можете да ни искомуницирате. Доктор Драгана, драго ми е што за прв пат во новата сезона си ми гостинка и се радувам што е така. И мене исто, Виолета, јас секогаш на големо задоволство гостувам во вашата емисија. Секако и на телевизија ТВ Сонце, секогаш сме тука да одговориме на прашањата на нашите граѓани и да апелираме нели околу некои состојби за кои што треба да се апелира. Така. Кажав јас дека од вашата клиника имаше информација, односно доктор Барбов имаше посочено дека навистина е зголемен бројот на мозочни удари, со оглед на тоа, како што кажав, временските прилики се многу променливи, драстична промена, значи ниски, високи температури се соблековме по кратки, па сега веќе залади, предходно така имаше промена. Колку ова променливо време навистина е многу голем фактор за појава на мозочни удари. Така, и зошто е тоа така? Зошто е тоа така? Мозочните удари представуваат нели група на состојби на болести кои што настануваат како последица на одредени ризик состојби, ризик фактори, односно одредени болести, а најглавната причина е хипертензијата, односно покачениот крвен притисок. Токму ваквите атмосферски промени во барометерскиот притисок, во температурните разлики, доведуваат до варијации на крвниот притисок, односно сведочиме на нагли скокови и на една дисрегулација на крвниот притисок и како последица на тоа се случува тоа што ние најмалку сакаме да се случи, а тоа се токму мозочните удари, најчесто исхемичните, но не така ретко ги гледаме и мозочните крварења баш овој пролетен период. Зголемен ли е бројот реално кај вас? Зголемен е реално, да, имаме навистина зголемен број на пациенти. Секогаш ова очекувано е кога имаме премин од зима во пролет, од лето во есен, кога имаме нагли температурни разлики, се случуваат токму вакви порасти на инциденцата и на преваленцата на мозочните удари. Што всушност представува мозочниот удар? Мозочниот удар представува акутно невролошко заболување, значи ни доаѓа најчесто без најава, затоа се вика и на англиски stroke или удар. Самиот збор ни укажува дека некаков предзнак, некаков предвесник ретко кога имаме, кој што настанува заради запушување на некоја крвна жила, мозочна секако, со крвен згрушок, односно со тромб, или пак може кај помал број од пациентите да настане како последица на прскање на крвен сад, односно руптура на крвен сад во мозочниот паренхим. Така. Какви мозочни удари постојат? Грубо можеме да ги поделиме во две големи групи, односно на исхемични мозочни удари. Тоа е онаа поголема група, некаде од 70 до 80% од пациентите, каде што како причина е токму запушувањето на мозочниот крвен сад со тромбус, кој што
или се покренал низ циркулацијата од некој друг дел од телото, најчесто срцето или пак нели воколку пациентот има длабока венска тромбоза, или пак локално се создал како процес на атеросклероза кој што се создава со години и доаѓа нели до фаза кога ја прекинува циркулацијата и тој дел практично од мозокот останува без крвоснабдување и манифестира некаков невролошки испад. Помалата група, тие 20 до 30% настануваат како последица на прскање на крвен сад во мозокот. Најголем број од пациентите ни се пациенти кај кои што имаме хипертензивна криза, значи нагол скок на крвниот притисок, а по својот состав ѕидовите на крвните садови на мозокот се понежни, фрагилни и тие лесно, многу полесно прскаат отколку во други делови, да кажам, од телото. И нели да не ги заборавиме и субарахноидалните крварења кои што се јавуваат во помеѓу листовите од обвивката на мозокот и тие се најчесто како последица на аневризмални проширувања. Тие, да кажам, се состојби кои што ги третираат колегите неврохирурзи. Хирурзи, така. Обично за секој проблем нели постојат некои одредени симптоми кои што треба да ни навестат нешто. Кои се тие специфични симптоми за мозочниот удар и дали можеби пред, како да кажам, пред да се случат тие веќе фатални на некој начин симптоми кои што веќе треба нели брзо да се реагира, сме говореле повеќе пати околу оваа тема. Дали можеби неколку денови претходно може нешто да се почувствува дека ќе се случи или само во денот кога се случува мозочниот удар се чувствуваат тие симптоми? Така, да, кај некои пациенти може да имаме предвесник, така наречена транзиторна исхемична атака, кога ќе се појави, ќе се манифестира минлива слабост на раката, на ногата или минливи пречки со говорот или минлива разнишаност, нестабилност во одењето која што не трае, значи согласно една дефиниција подолго од 24 часа, генерално ако треба да настане реканализација за 2 до 3 часа ќе настане и тоа е транзиторна исхемична атака, ако трае повеќе од ова време веќе нели ќе треба да се посомневаме дека станува збор за мозочен удар. Дефиницијата околу транзиторната исхемична атака ни е малце така флексибилна заради тоа што ние мора да реагираме брзо. Така. Нас навистина времето ни од голема полза, бидејќи едноставно градбата на мозокот е таква, не трпи долго време недостаток на кислород и настанува изумирање на огромен број на невронални клетки, на нервни клетки, на нервни продолжетоци, на нервни патишта и како резултат на тоа нели ќе настане едно големо изумирање на голема територија од мозочното ткиво и сериозна последица. Ние се водиме, да, споминавте како ќе препознаеме. И Европското и Американското невролошко здружение и Македонското невролошко здружение, нели како нивна членка, на кој што сум сега актуелен председател, прифаќаме една многу едноставна шема која што се трудиме да ја промовираме меѓу населението со цел брзо да ги препознаат знаците на мозочниот удар. Едноставен слоган, брзо, кога ќе го преведеме, или фаст. Значи што гледаме? Еве јас кидам по американските зборови. F доаѓа од face или лице, се детектира и тоа нели секогаш семејствата ни го кажуваат, одеднаш кога им се промени лицето, ќе се спушти едниот усен нагол, односно ќе потоне, браздата ќе стане поплитка, arm, односно нели треба да се даде команда подигни ги рацете и воколку членот од семејството едната рака може да ја подигне, здравата ќе ја подигне секако настраданата од спротивната страна, нели на спротивната страна се случува процесот во мозокот, нема да може да ја подигне или ќе ја подигне, меѓутоа таа ќе почне да тоне, веќе ни еден алармантен знак, значи два знака сериозни кои што ни укажуваат на мозочен удар. Потоа спич, односно говорот станува променет,
и од доминантната хемисфера и од недоминантната хемисфера заради паризата на фацијалниот нерв ке имаме променет говор, некогаш и воопшто не продуцибилен, односно пациентот не може да зборува или не може да го разбира тугиот говор и потоа нели time is brain, односно веднаш потребно е да се повика итна медицинска помош, да што е можно побрзо за пократок временски период пациентот стигне до единица, до невролошка институција. Так. Јас значи морам да апелирам и до другите градови, значи невролошка институција треба да е спремна да даде тромболитична терапија. И ние на почетоците имавме стравувања, имавме дилеми, постојат строго дефинирани инклузиони, строго дефинирани ексклузиони фактори. Не смееме да го лишиме пациентот од терапија која што ќе му го спаси животот и она што е можеби и уште побитно, која што ќе го спаси од тоа да биде траен инвалид, да биде траен инвалид, нели зависен од туѓата помош. Така, значи што побрзо се реагира, толку подобро да не дојде до некој оштетување или како што кажавте до некој инвалидитет понатаму. Секако ќе доведе до инвалидитет, нели помал или поголем. Нас не е целта да спасиме што е можно поголема територија на нервни клетки кои што дополнително ќе страдаат и затоа ја применуваме согласно светските препораки оваа терапија тромболиза. Едноставна процедура, процедура која што се изведува нели со давање на тромболитична терапија интравенски, секако под мониторинг на доктор, под мониторинг на сестра, според строго одредено време, до 1 час треба да истече терапијата и веќе гледаме нели дали имаме бенефит или немаме бенефит. Ако немаме бенефит, во тој случај имаме и втора опција. Тука ни се колегите радиолози од Институтот за радиологија при кампусот, јас велам секогаш универзитетски клиники Мајка Тереза и имаме исто добри радиолози и во градска општа болница 8 септември, секако и невролози кои што јас еве јавно сакам да им се заблагодарам за огромната помош и огромниот товар што го понесоа периодот додека бевме ковид центар. Да. Доктор Драгана, кога веќе ќе дојде еден пациент кај вас, кажавме дека треба да се даде таа терапија која што ја споменавте, што друго потоа следи како третман на еден пациент со мозочен удар? Ако постигнеме добра реканализација, пациентот го воведуваме на малтене 2 таблетки, значи антиагрегациона терапија, позната ацетилсалицилна киселина или клопидогрел, во зависност од тоа на која терапија пациентот ќе даде одговор, статин или друг тип на антилипемик и си го пуштаме дома за неколку дена. А ако не успееме, нели не ни дојде пациентот во тој временски прозорец, веќе ќе треба да лечиме последици. А последиците се мозочниот оток, еден, да кажам, двојно поголем венец околу зоната која што сигурно во самиот старт, првите минути изумрела и тука ни е борбата, значи да спасиме повторно што е можно поголема територија на нервни клетки за да немаме нели посериозни последици кај овие пациенти. Болеста е мощна, сериозна, пак да апелирам, значи согласно светската статистика имаме 15 милиони луѓе кои што имаат мозочен удар во светски рамки, 5 милиони од нив, значи на третини да ги поделиме, 1/3 се опоравуваат, 1/3 остануваат трајни инвалиди и 1/3 за жал завршуваат со смртен исход. Значи треба навистина да се препознае, треба да се реагира на време, треба да се даде адекватна терапија и нели да спасиме што е можно повеќе животи. Кога станува збор за возраста и полот, како стојат работите? Па загрижувачки е фактот дека некако возраста ни се поместува. Генерално е нели болест на возрастна популација, еве над 50 години да кажеме. Лесно доминираат мажите, меѓутоа во однос на последиците доминираат жените. Значи, ако добие жена мозочен удар, последиците кај неа се поголеми. Поголеми во однос на смртниот исход и во однос на инвалидитетот.
Меѓутоа, тоа што сакав да напоменам е дека границите се поместуваат. Зошто се поместуваат? Затоа што животот е навистина сменет. Прво, нели, и што си ги носиме екзогените фактори, а тоа е ендогените фактори, а тоа не е генетиката. А јас мислам дека не постои човек кој што нема некој близок член во семејството кој што немал мозочен или срцев удар. Значи ние секогаш ги ставаме во иста категорија кардиоваскуларни и цереброваскуларни болести. Тоа се болести на зошто кога станува збор за атеросклероза. Да, тоа се болести на крвни садови. И тука значи ги ставаме во исти кош, иако ќе кажам пак градбата на крвните садови на срцето и мозокот не се исти. Значи, освен што си ја носиме генетиката, меѓутоа нели треба да делуваме генетиката, да одложиме подоцна да ни преработи во животот или пак едноставно или пак да не проработи. Како ќе го постигнеме тоа? Секако со јадење на здрава храна. Некако младиве навистина од недостаток на време уживаат во брза храна, храна која што не е квалитетна, не е здрава, се избегнуваат овошките, зеленчукот, се јаде еднашка дневно, обилно, најчесто навечер, не се спортува, нели, секогаш изговорот немам време да спортувам, па и не мора да се спортува во теретана, меѓутоа половина час да се најде да се испишачи или да се истрча, може да се најде и стресот. Значи, стресот убаво го елиминираат со две задоволства најчесто, тоа се цигарите и алкохолот. Значи, мора тука да се направат сериозни промени во однос на населението и навистина и такви ни се пациентите. Веќе обременети со сите овие фактори кои што ги наведов, ги обременуваат со хипертензија од млади години, веќе сериозни пациенти на политерапија со лекови за намалување на крвниот притисок, односно антихипертензиви со антиагрегациона терапија, антилипемична терапија, диабетичари млади имаме, а се е тоа ризик фактор да бидат идни пациенти со мозочен удар. Кога станува збор за атеросклерозата, таа е исто еден, како да кажем, еден најголем ризик фактор, кој што пак се создава од други ризик фактори кои што ќе ги кажеме продолжение. Значи, тоа е причината кога станува збор за добивање и на мозочен удар и на срцев удар. Ајде да ни објасните што представува токму атеросклерозата, што значи атеросклероза? Heart and brain, brain and heart. Ние ни се поврзани системи, не можат едни без други. Пардон, јас малку настината сум. Атеросклерозата, како велат научниците светски, велат почнува од млади години. Значи, со самото раѓање ние почнуваме да старееме. Па, како болест, веќе почнува да се формира од 20-та, 30-та година. И затоа тука велиме да имаме добри животни стилови. Значи, што од почеток да се грижиме. Не е тоа правилото сега, нели, млади сме, па можеме се, добив мозочен удар ке пишачам. Не треба, нели, да се доведеме во да ги избегнеме тие состојби едноставно. Како почнува? Почнува со тоа што генерално за мозочните крвни садови малку подоцна, ама за срцето малку порано. Затоа имаме пациенти со инфаркт, кои што се, мислам, срцев инфаркт, кои што се дури на 18-19 години. За жал, да. Каков е процесот? Идентичен како и на другите крвни садови, со тоа што градбата на внатрешниот слој на мозочните крвни садови е малце поинаков. Понижене, пофрагилене и тој станува поосетлив. Кога станува поосетлив? Станува поосетлив кога имаме циркулирачки масти, лоши масти, пардон, извинете. Односно, low density липопротеин или LDL липопротеин, кој што почнува да се лепи во ѕидовите на крвните садови. Потоа доаѓаат клетки, се покренуваат едни имунолошки процеси, доаѓаат клетки кои што треба да го изедат тие масти и се ствараат едни
пенасти клетки. Тие пенасти клетки потоа и се лепат едни со други и се формира атеросклеротичната плака. Така, значи тоа е практично тие масти што ние ги внесуваме, тие полека се таложат на зидовите на крвните садови и всушност доаѓа до стеснување, практично така некако би било тоа на тој крвен сад и кога веќе нели циркулира крвта, тогаш се создаваат дури поголеми делови од тие масни клетки. Тие се лепат во зидот, до запушување. Така е, се избочува зидот, односно се прави стеноза, која што стеноза се повеќе и повеќе расте и ќе се доведеме во ситуација да комплетно го прекине крвотокот. И тогаш се случуваат практично и мозочните и срцевите удари. И срцевите удари, да. А како, кои се тие фактори кои што, еве и пред малку вие споминавте дека треба уште од рана возраст да се грижиме што јадеме, колку се движиме, да избегнуваме нели она што е нели најсладка храна, што се вели тоа што е најсладко секогаш е штетно. Така е. Значи премногу масноти, премногу шеќери, оние пак што имаат нели диабетес, веќе напоменавте, тие се пак уште повеќе со ризик фактор да добијат атеросклероза. Што све треба да се избегнува за да не дојде до атеросклероза? Освен она што го напоменавме околу храната, околу движењето и така натаму. Сега до некаде имаме и генетика, нели? Так. Имаме семејства каде што имаме, да кажеме, обременетост со ризик фактор за покачени масноти во крвта. Меѓутоа, генерално лошиот овие лоши масти ги внесуваме со храната. Така да. Сега нели сите сакаме да си каснеме овчо сиренце, кашкавалче, тие се многу богати со масти. Не е само месото, нели докторите обично велат месото, не е само месото. Тортите, кремовите, на храна може би комбинацијата, да, точно. Значи тоа е тоа што треба да се избегнува. Од друга страна, потребен е и скрининг. Значи, ако се детектираат покачени, или обично се правят проценка на холестерол и триглицериди, ако видите дека има пациентот покачен холестерол, направете скрининг и на ЛДЛ и на ХДЛ. Едниот е добар, едниот е лош. Ако е веќе покачен ЛДЛ фракцијата, да кажеме, на холестерол, во тој случај апсолутно потребно е пациентот да се стави на сериозно да се стави на антилипемична терапија, затоа што постои ризик од формирање на атеросклероза. Било каде. Значи, може да биде на аорта. Така, повеќе холестеролот од колку мастите? Па холестеролот е во групата на мастите. Да, бидејќи меѓутоа кога правиме крвна слика посебно е холестерол, посебно се триглицериди. Да, посебно се триглицериди. И триглицеридите знаат да бидат сериозен, да кажем, сериозен фактор кој што ќе ни ги оштети крвните садови, меѓутоа посебно апелирам на оваа фракција од холестеролот. ЛДЛ. Сепак ако има покачен да се направи уште една проверка дали е добриот или лошиот, за да се знае точно како е состојбата. Сега тука ме интересира еден момент, нели кога правиме крвна слика и кога нели параметрите обично, еве како што кажавме, холестеролот може би е покачен, меѓутоа тука го имаме и шеќерот, кој што нели повеќе шеќери пак се создаваат исто така. Масти, не знам колку тоа го знаат нашите гледачи, ако внесуваме благо, ако внесуваме повеќе благо, се тоа потоа преоѓа во масти. И значи тоа е во човековото битисување. Така, да. Значи човекот е создаден да си создава резерви. Сега ако му дадеме ние голема количина на шеќер, тој ќе си ги складира резервите во форма на масти. Така да. И ќе ги црпи кога условно ќе гладува, а обично тој што јаде шеќери никогаш не гладува и да, и тие си се дополнува. Така е. И сега кога ќе провериме една крвна слика, ако се покачени на пример и холестеролот, и мастите, и шеќерот, тоа значи дека сме под висок ризик фактор. Хитно треба да се преземе некоја мерка во однос на тоа покачување и ако нема последици, тогаш веќе станува збор за примарна превенција.
превенција која што ја прават интернистите. Ние веќе сме во категорија секундарна превенција, кога веќе имаме последици, треба да се под сериозен скрининг и следење од страна на интернисти. За шекерот, кога зборевме, јас секогаш велам, за мене е тоа многу лоша болест, пошто е навистина тивок убиец на нашите крвни садови, па уште ако имаме комбинација диабет и покачен крвен притисок, имаме навистина сигурен сериозен ризик за настанување на сериозни последици, како што е мозочен удар или пак срцев инфаркт. Тоа е метаболен синдром. Метаболен синдром, така наречен метаболен синдром. И при овие состојби, тоа сакав да напоменам, не толку ни страдаат големите крвни садови, колку што ни страдаат малите крвни садови. И тогаш имаме болест на малите крвни садови, што е уште посериозна состојба, бидејќи и последиците и третманот се малку по, да кажам, комплицирани. Сега некако пандемијава е, како да кажам, во мирување, некако смирена. Имаме се помал број на заболени од COVID-19, иако што, како што знаеме, сега е пролетно време, променливо, па се случуваат и други вирусни инфекции, други настинки. Меѓутоа, горе-доле некако ми се чини дека стивнува. Со оглед на тоа дека веќе се смирува COVID пандемијата, знам дека вие секојдневно во амбулантите имате пациенти кои што се јавуваат со пост-COVID проблеми. Не можам тоа да не го поставам како прашање, без оглед што говориме за мозочните удари, па можеби и оние кои што имале мозочни удари, па како делувало COVID, например, инфекцијата, како делувала се зином ако веќе ја имале. Имате ли некои такви сознанија? Се јавуваат ли некои пациенти? Имаме, како не, па дури можеби со мозочни удари? Имаме, да. Јас секогаш велам дека COVID-19 можеби е примарно, ајде да збориме во минато време. Да збориме, за тоа ја реков веќе смирена. Беше, да кажам, заболување кој што примарно го напаѓа, иако не е за да збориме во минато време, ама ете, тоа ни е желба. Так. Примарно ги напаѓа белите дробови, меѓутоа прави едно мултисистемско нарушување, оштетување, затоа што за жал многу невролошки. Да, затоа што се докажа дека ја поминува крвно-мозочната бариера и прави директен или индиректен атак на нервниот систем. Тој атак може да биде на централниот, но и на периферниот нервен систем. Од централниот, оно што го гледавме и се уште го гледаме како последици, се мозочните удари и навистина ги имавме не така малце. Сакам да разјаснам само после COVID мозочни удари? Или во склоп на инфекцијата и во текот пост-ковид на болеста и пост-ковид. Пост-ковид, сепак направи и да. Са, нели не можеме баш да ги докажеме пост-ковид, меѓутоа ако имаш ако ги напаѓа оние системи како што кажавме, ако имаш податок дека пред неколку недели или пред месец дена имал ковид и ти доаѓа од старт со покачени вредности на дедимери, нели многу е веројатна асоциацијата, поврзаноста со ковид инфекцијата, ако нели поминал пациентот со потешка клиничка слика. Обично оние што имале потешка клиничка слика само обично, да. Обично и кои што имаат мноштво на коморбидитети. Така и пропратни. Тоа беа, да кажам, групи на пациенти кои што најчесто се јави мозочен удар. Значи, мноштво на коморбидитети како што се хипертензија, диабет, обезност, покачени масноти, покачени пореметувања на хематолошки пореметувања. Беа генерално пациенти кои што во склоп на инфекцијата направија мозочни удари. Енцефалитите, нели, од централниот нервен систем, а од периферниот навистина имавме многу пациенти со воспаление акутно на периферниот нервен систем, односно така наречен Гилен-Баре синдром и трансверзални миелити, исто така гледавме, не така ретко брахиални синдроми, така. Имавме мноштво на последици од ковид инфекцијата. Најчесто, неколку недели, демиелинизации,
тие ги заборавив да ги споменам, најчесто неколку недели после ковид инфекцијата или во склоп на ковид инфекцијата. Во секој случај не беше нешто, ајде како што кажав, ќе збориме за минато време, не беше нешто што навистина не за подценување, навистина многу луѓе кои што прележаа ковид и те како се соочуваат се уште со пост-ковид проблеми со здравјето. Да и паметењето, и ми се чини дека и уште ќе следува период каде што ќе има пациенти, граѓани кои што ќе се соочуваат со вакви проблеми. Неизбежно ми е да ве прашам, заради тоа што нели кога сте тука сакам од се по нешто, кажав председател сте на Македонското здружение на невролози, имате ли некои планови со оглед на тоа дека вака малку сега е состојбата посмирена, нешто што се случува таму? Да, јас себе искрено во текот на пандемијата се трудев да ги, како да кажем, обскрбувам со информации колегите цело време. Лани направивме и конгрес онлайн, на вистина тродневен, со програма од 8 сабајле до 8 навечер, со светски реномирани и наши реномирани предавачи. Потоа направивме симпозиум кој што планирам да биде традиција, еднаш годишно, новини во неврологијата, апсолутно посветена на ковид последиците и невролошките компликации. Така беше еден интересен симпозиум каде што почнавме од имунолошко ниво, од колегите од Институт за имунологија, па потоа се надоврзавме со колегите инфектолози и пулмолози, па потоа нели тука беа и другите колеги интернисти кои што говореа за компликации кои што ги даде ковид инфекцијата и секако брилијантиравме ние како невролози со споделување на искуства наши од невролошки компликации од цела Македонија. Јас секогаш сакам така да ги зближам колегите, сите сме едно, нели? Моите искуства се и нивни искуства, нивните се и мои. И сега повторно еве, конечно во живо, ќе се собереме почетокот на мај, од 6 до 8 во Струга, ќе правиме втор симпозиум, посветен на постпандемискиот период, меѓутоа многу малце искрено ќе говориме за ковид инфекцијата, бидејќи сметам дека треба да споделиме повеќе информации околу новитетите во третманот на невролошките болести. Што веќе како да кажам, вие примарно и што секојдневно го работите, со оглед на тоа, бидејќи нели долго бевме во пандемија, постојано говориме дека сте други проблеми со здравјето некако се занемарија. Само како за крај еден совет да нашите гледачи, доктор Драгана. Па што да им кажам, да се чуваат, да се грижат за своето здравје, затоа што инвестицијата во здравјето е единствената инвестиција која што е вредна. Да не се нервираат премногу. Животот ни е навистина стресен, сите од нас доживуваме секојдневно стресови. Меѓутоа, јас секогаш велам, проблемот ќе се реши онака како што треба да се реши, независно од тоа дали ние премногу се ставаме на душата или не се ставаме на душата. Апсолутно да не се ставиме не може, меѓутоа она што треба да се заврши, ќе се заврши. Да се грижиме за своето здравје со тоа што нели еве сега помина пандемијата и повозрастните категории навистина треба да излезат од своите домови, да одат на прошетки, движењето ни ја подобрува циркулацијата и пумпната снага на срцето, и мозокот ни добива повеќе кислород, и психата ни е на подобро ниво, значи ќе сретнеме луѓе, ќе погледнеме природата, детски џагор околу нас, да јадеме здрава храна, значи скапа храна не е секога здрава храна, да се вратиме кон навиките што ги имале нашите родители. Убаво е гравчето, убава е лекјата, убав е грашокот, домашна готвена храна. Секогаш говориме, впрочем, кога станува збор за здравата храна. Благодарам што... И брзо да доаѓаат, нели, што е можно побрзо. Ако ги почувствуваат оние симптоми за кои што ни е првично, нели, темата за мозочните удари, ако почувствуваат нешто што напоминавте во однос на симптомите, да реагираат брзо, значи секогаш напоминувам, првите 3 до 4 часа се најбрзо што е можно да се повика, а постои сомнение да се повика брза помош, брзата помош. Или да се однесе до најблиската невролошка. Или да се однесе, така е. Ви благодарам многу за денес. Драго ми беше што
бевте дел од ваш термин. Посакувам успех во на што го работите во Македонското Дружение за неврологија и секако во некое следно издание со некоја друга тема. Секако на моje огромно задоволство, секогаш ви благодарам на поканата. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам јас за денес. Ви благодариме за вашето внимание. Ви останете и понатаму да се грижите за вашето здравје. Чувајте се, ние повторно со друга тема ќе се видиме за 7 дена во исто време.